2020 си замина и сега е веќе 7 јануари 2021 година. Божик. Христос се роди. Навистина се роди. Верувам дека мнозина од нас не се чувствуваат баш радосни. Може би е највеселото време во годината, но некако ми се чини дека сите само се надеваме дека ќе истуркаме низ јануари, па после здравје. А белки ќе има и вакцина, па после ќе ја гледаме. Кога лани бевме собрани на Божик, во црквите низ целиот свет малкумина очекуваа во речникот да ни влезе нов збор – COVID-19. И како што се ширеше вирусот, сепак никој не помисли дека ќе дојде корона Великден, па ќе дојде пак корона Божики. А сепак, еве не. Годината не беше лесна. Проблеми, здравствени тегоби, изгубивме блиски и подалечни. Се случи глобална пандемија, неочекувано и шокантно. Во однос на политиката нема држава во светот која нема политички проблеми. За медицинските и да не почнуваме. На почетокот слушавме и тагувавме за една-две жртви на COVID, па ги имаше десетици и така натаму. Најпосле станавме безчувствителни. Верувам дека беше Сталин кој кажал дека една жртва е трагедија, а 1000 се статистика. Ама секој кој починал оваа година, заради пандемијата или од други причини, има име, има семејство. И ќе има многу празни места на масите за Божик оваа година. Мнозина изгубија работа, извори на приход. Страшно е што нашите деца поминаа година пред монитори и смарт телефони без пријатели, без кампови, без годишни одмори. Децата во нивните формативни години беа принудени да ја сменат социјалната интеракција со виртуелна, а тоа сигурно ќе има последици во годините кои следат. Учениците кои се радуваа, дали на полуматура или матура, не можеа да слават. Студенти кои дипломираа, не направија големи прослави. Дури и тие кои стапија во брак, го направија тоа некако тивко. И затоа мислам дека овој Божик повеќе од кога и да било друг пат ќе има предзнак на осаменост, тешкотија и болка. Зум средбите ќе ја заменат топлината на ракувањето или на прегратката. Има сериозна разлика помеѓу убавиот снежен Божик исполнет со среќа, радост и уживање, кој секој ден го гледаме на филмовите од 20 декември до 15 јануари, и Божик кој всушност ние го искусуваме. Кога на празникот ќе се сетите на саканите кои не се веќе со вас. Кога се сеќавате на оние кои од различни причини веќе не можете да ги видите во живо. И ако сме честни, и ние кои сме редовни во црква се мачиме да го премостиме јазот помеѓу оној идеален Божик и вистинското Божикно искуство. Како верни можеме да тагуваме, можеме да тажиме, но не мора да очајуваме, бидејќи точно во вакви околности најмногу ни треба раѓањето на Исус. Како што некој рекол, Божик е точно тоа што Бог го препишал за скршениот темен свет. Празникот Божик во Библијата е полн со голема надеж, но не се плаши да укаже на тагата и страдањето кои се дел од него уште од првиот момент. Погледнете ги околностите на првиот Божик. Страв, опасност, неволји и тоа во сите аспекти. А сепак ангелите прогласија слава на Бог на висините, а на земјата мир меѓу луѓето кои се по негова волја. Кога почнуваат божикните проблеми? Од моментот кога вечниот Божји син станува бебе, кој лежи во јасни наместо во кревет, во еден зафрлен град, предодреден да умре со смрт на криминалец на крст. Беше роден некако подалеку од очите на сите, оти за него немаше место помеѓу оние така наречени нормални луѓе. И ако видите каква жртва принесоа неговите родители кога тој се роди, 2 гулаба, најсиромашкиот принос дозволен во храмот, ќе сватите дека баш и не беа нешто богати. Во Лука, побожниот Симеон пророкува дека новороденчето е спасителот. Но тој исто така е свесен дека доаѓањето на Исус за него лично значи смрт. Тој вели, сега го отпушта својот слуга во мир, Господаре, според зборот Твој, зашто очите мои го видоа спасението Твое што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за просвета на незнабожците и слава на Твојот народ Израел. Не знам дали знаете, ама овој текст од Лука 2 глава 29 до 32 стих многу почесто се користи за погреби, отколку за проповеди на Божики. А Марија сигурно беше пресреќна од тоа што го слушна до тој момент. Но не за долго. Оти Симеон продолжува и вели, а и тебе самата мечка ти ја прободе душата, за да се откријат мислите на многу срца. Интересно е дека речиси секогаш читањето на Божикниот расказ во Матеј завршува во 2 глава 12 стих, со она доаѓање на мудреците. Но токму тогаш нештата стануваат мрачни. Марија и Јосиф мораат да бегаат во Египет, од страв дека Ирод ќе го убие детето. А Ирод навистина тргна да убива.
И Матеј го цитира Еремија. Глас се слуша во рама, плач и ридање и пискот голем. Рахела ги оплакува своите чеда и не сака да се утеши, зашто ги нема. Плачење, тагување, немање утеха. Сето тоа е исто така дел од Божики. Но да не помислите дека сакам да го направам празникот мизерен. Далеко од тоа. Ама не очекувајте од Божик повеќе од колку што ни е дадено. На Божик дојде долго очекуваниот Месија. Се случи решавачкиот момент во историјата на човештвото. Дојде почетокот на крајот. И тоа отворување на Бог ги води верните да се радуваат и да обожуваат. Да кажам 3 кратки нешта во врска со отелотворувањето на Христос, кои треба да ни ја вратат или пак да ни ја дадат радоста овој Божик 2021 година. Првото нешто е дека Исус дојде во свет полн со проблеми. Не треба да читате долго во Новиот Завет и Евангелијата за да забележите нешто интересно. Од последната објава на Бог, од последниот пророк кој зборувал во негово име, помина 400 години. Бог молчи. Нема ангели, нема пророци, нема цар во Израел. Евреите беа расфрлани низ целиот познат свет во тоа време, а тие кои живееа во земјата беа робови. Во Израел се вееше римско знаме. Цезарот беше завладел со светот. Имаше бунтови, некои траја подолго, некои покусу, но сите завршија задушени во крв. Се појавуваа и се губеа лажни месии. Религиозните водачи беа корумпирани, а сето тоа ја подриваше верата дури и на тие кои беа најпосветени. И во таа и таква ситуација на свештеникот Захарија во храмот му се појави ангелот Габриел. Захарија не веруваше дека Бог ќе го исполни тоа што го ветил. Не му се веруваше дека Божите запишани зборови на свитоците кои се чуваа во храмот може да бидат вистина, па почна да се правда пред ангелот. Во Лука 1 глава 18 стих па натаму вели: јас сум стар, а жена ми е веќе во поодминати години. И покрај тоа, кога Бог го исполни ветеното, тој призна: благословен да е Господ Бог Израелов, зашто го посети и го избави народот свој. Почна решавањето на проблемите. Колку ти и јас на вистина веруваме во Божите ветувања за нас, запишани во Библијата? Колку пати Библијата вели: не плаши се, јас сум со тебе. Го знам твојот пат, ги знам моите мисли за тебе, мисли за добро и напредок. Колку веруваме во тоа дека Бог е наша заштита, нашиот исцелител, нашата карпа, дека тој го знае крајот пред нешто да има и почеток. Исус на Божик не кани да дојдеме кај него со самотијата од минатата година, со желбата за подобро утре. Тој нуди и спасение и надеж. Спасение преку неговиот совршен живот, смрт и воскресение. А надеж пак дека проблемите со кои тој беше пречекан во Витлеем, кога никој не сакаше да го прими, не е крајот. Божик е како зрак на светлост кој ни покажува кон оној ден кога веќе воопшто ќе нема мрак. Второто нешто во врска со Божик. Исус дојде кај обичните луѓе. Немаше журки, немаше хорови да ги забавуваат децата, сиромашните, самците, отфрлените. Марија и Јосиф нема поим дека ќе бидат предмет на бесконечни честитки, сцени, песни, филмови. Тие дојдоа во Витлеем, држејќи се до едно ветување, надевајќи се само на зборовите кои им ги пренесе ангелот. Тие нема апсолутно никаков начин на светот да му кажат за раѓањето на детето, да го популаризираат, ако сакате со денешен речник, да објават на Фејсбук дека се спрема до раѓањето на оној кој ги беше спасител. Синот Божји слезе од небото, а немаше место каде да се роди. Сите во Витлеем сметаа дека вистинската сила и моќ се во палатата, кај Ирод, цар кој толку љубоморно си ја чуваше власта и користеше се што му стои на располагање да уништи секако вид спротивставување. Сите во Израел и во Витлеем се тресе од страф од овој тиранин, кој на крајот направи колеш врз многу новороденчиња. Но вистинската моќ беше во рацете на едно бебе, родено во обично, дури подпросечно семејство, замотано во пелени. 2000 години подоцна, Ирод остана фуснота во животот и делото на Исус, еден пиун повеќе во бесмислената војна на сатаната против Бог. Што мислите, каде е моќта денес? Се изнаслушавме за конспирации, се изнаслушавме за Deep State, лажни вести и сите ние истовремено се плашиме и се бунтуваме. Може би не викаме гласно, но се буниме и препукуваме дигитално, онлайн. Бараме виновници и спасители кои ќе не ослободат од ова робство кое го чувствувавме минатата година. Се чувствуваме некако, не знам, обично, просечно, безсилно. Да не мислиме дека Исус е само бебе на Божикна честитка. Ние зборуваме за Бог,
создателот на небото и земјата. И ако нешто се случува, и ако некој сака да си игра Бог, не грижете се. Има само еден Бог кој се отелотвори на Божик и кој не ја дели власта и силата со никој. Еден ден тој ќе го уништи цело зло. Затоа и обичниот јас можам да му се радувам на Божики. Понатаму, како трето, Исус не среќава во нашиот најдлабок копнеж. Ако има еден збор што ги опишува луѓето во Израел во првиот век од нашата ера, тогаш тоа мора да е зборот копнеж. Пророците ги запишаа и пренесоа Божите зборови. Имаше ветувања кои сите чекаа да се исполнат. А сите тие ветувања, како минуваа вековите, звучеа се подалечни и се понереални. Зарем навистина ќе се роди цар од лозата на Давид? Зарем ќе го ослободи народот од поробувачите? Ајде да ве потсетам на март ланската година. Ни рекоа ќе имаме карантин неколку дена и се ќе се врати во нормала. После рекоа ајде до Великден се ќе биде нормално. Па после до јуни ќе се нормализира ситуацијата. Ајде до септември ќе се вратиме во нормала. Па до нова година, а сега пак сме затрупани со еден куп ветувања. Без грижа, доаѓа вакцината, ќе се вакцинираме, се ќе се врати во нормала. Се надеваме дека ќе ги видиме блиските во живо, а не само преку интернет. Ама ајде бидете искрени, колку им верувате на тие предвидувања? Кога мислите дека ќе се вратиме во нормала? Чекањето, копнежот по нешто не се работи кои во 21 век сакаме да ги практикуваме. Сакаме брз интернет, брза храна, брзи коли, брза испорака на пратки. Чекањето да дојде Божик треба да ни го зголеми копнежот, да не направи будни. И за разлика од ветувањата на науката, ветувањето што го даде Божик е сигурно. Оној кој дојде на светот како безпомошно бебе, еден ден ќе се врати како цар кој ќе ги уништи своите непријатели и ќе стави крај на неправдата. Исто како и првиот век, и нам божикните ветувања ни изгледаат далечни и можеби нереални. Иако луѓето во времето на Исус се прашувале дали некогаш ќе дојде Месијата, нашето прашање денес е поинакво. Дали некогаш ќе се врати Месијата? Како и свештеникот Захарија, и ние знаеме молиците да ги обвиткаме со недоверба, а нашите срца да ги закоравиме за да не ја слушнат радосната вест. На Божик го славиме Бог што го исполни своето ветување и дојде во тело. И тоа не подсетува дека се што ветил Семоќниот Бог, тоа и ќе го исполни. Богот на првото доаѓање е Богот на второто исто така. Светлината дојде во светот, во закоравениот и тежок свет, за да ги води нашите стапки по патот на мирот. Ајде за крај уште нешто кратко. Што прави Божик во врска со нашето страдање? Понекогаш се прашуваме зошто Бог не направи се да е совршено и добро за сите нас, со други зборови да ни даде филмски Божики. Стално хепи енд. Бидете уверени дека која и да е причината за тоа, сигурно не е оти тој не се грижи за нас или дека е далеку од нас. Бог толку го мрази страдањето и злото што беше подготвен да дојде и да се роди во него. Има една авторка, напиша вака: без разлика на причината што Бог го создал човекот таков каков што е, ограничен со страдање, подложен на тага и смрт, тој, се мисли на Бог, беше честен и храбар да ја испие истата чаша како и ние. Каква игра и да игра со созданието? И за него важат истите правила и тој игра фер. Самиот помина низ целото човечко искуство. Од тривијалните проблеми во семејството, од тешкотиите во работата, од немањето пари, па се до најлошиот ужас на болката, понижувањето, очајот, безпомошноста и смртта. Дарот на Божик ни ги дава ресурсите, утехата и надежта да се справиме со страдањата. Таа утеха и таа надеж ги гледаме во Божјата спремност да влезе во овој свет на страдање и да страда со нас и за нас. Божик не учи дека на Бог му е грижа не само за духовното, туку и за телесното, бидејќи тој самиот дојде во тело. Ако сакаме да го видиме Божик во вистинско светло, треба да ги гледаме двете страни заедно, и отелотворувањето, и воскресението. Но ајде да заклучиме. Дали е Божик празник кој зборува за убавите сончеви денови во животот, или покажува дека има и темни облачни денови? Изгледа дека Божик е повеќе за темните места. Исаија пред 700 години вели во Исаја 9.2: народот кој оди во темнина ќе види голема светлина. Врз оние што живеат во земјата на смртната сенка ќе блесне светлина.
Божик е за темни времиња и темни места. Мудреците гледаа во темното небо и видоа зрак на надеж. Исус вели во Јован 12 глава: "Јас, светлината, дојдов во светот, така што никој кој верува во мене да не остане во темнина." Ковид пандемијата не може и не смее да ни го уништи Божики. Пандемијата е само контекст во кој славиме, бидејќи само оние кои одат во темнина ќе можат да ја видат и да и се радуваат на големата светлина. Нека ни е честит Божик и радоста и утехата која ја носи празникот. Христос се роди. Навистина се роди.